Иако одделни видови цвеќиња имаат конкретни барања во однос на светлината кои е потребно да се почитуваат, треба да се напомене дека тие се навикнуваат кон условите на осветлување каде што се ставени. Секое преместување може да влијае негативно врз натамошниот развој и да доведе до паѓање на цветните пупки, пожолтување и пад на листовите, пречки во растот и друго. Паралелно со тоа, треба да се знае дека цвеќињата реагираат дефинитивно и на должината на денот. Во врска со тоа, тие се делат на растенија на краток ден, растенија на долгиот ден и неутрални растенија. Замената на сончевата светлина со вештачка е сосема можно и многу одамна се практикува. Вештачкото осветлување се користи главно во зимските месеци, кога сончевата светлина е недоволна, како во северните земји, каде што сончевата светлина исто така е недоволна. Освен тоа, вештачкото осветлување се користи и за продолжување на денот при одгледување на некои култури. Кои осветлувања се користат како вештачка светлина? Фотосинтезата е поврзана со достапноста на сончева светлина, но може да се одвива и на електрично осветлување. За дополнително осветлување се користат вештачки извори на светлина, чиј спектар содржи зраци со бранова должина од 300 до 750 нанометри. Како извори на вештачка светлина се користат светилки со вжарена нишка, луминесцентни, гасни, живини и други светилки. Изворите на вештачка светлина треба да се економични, спектралниот состав на емитуваната светлина да е близок до спектарот на распрскана сончева светлина во летен ден, светлата да не ја зголемуваат температурата во просториите и да се наместени така што ги осветлуваат рамнобројно растенијата. Растојанието помеѓу светлата и растенијата треба да биде такво што осветлувањето на површините да е од 50 до 100 лукса. За да стапи порано во расцутена фаза, оранжериските карамфили, некои луковични цвеќиња, хризантеми и други се осветлуваат дополнително. Што треба да се знае за светлото за одгледување цвеќе во затворен простор или во стакленици? Светлината е еден од најважните фактори во животот на растенијата, бидејќи само при достапност на светлина во листовите се одвиваат сите сложени биохемиски процеси на фотосинтезата, како резултат на кои од јаглерод диоксидот на воздухот, од водата и минералните материи се создаваат органски материи. При одгледување на цвеќе во затворен простор или во стакленици, парници и друго, треба да се има предвид дека тие добиваат во сите случаи помалку светлина отколку растенијата кои се одгледуваат на отворено. Кога сите други фактори за раст се во оптимум со исклучок на светлината, растенијата го поминале физиолошкиот процес, почнуваат да растат, ја зголемуваат големината на лисните дршки, губејќи ја зелената боја, тоест етиолират. Одредувањето на времето за вовлекување на саксиските цвеќиња е од многу големо значење од две причини. Прво, растенијата да останат што е можно подолго време на отворено и второ, да се заштитат од оштетувања од раниот есенски мраз. Откако саксиските цвеќиња ќе се вратат во затворен простор или во стакленик, тие треба да се одржуваат на температура и влажност блиски до температурата и влажноста во кои растенијата биле на отворено. Ова се постигнува со оставање на прозорците отворени, првично цело деноноќие, а подоцна и за помалку време за постепено прилагодување на растенијата на новите услови. Некои растенија реагираат многу остро на оваа промена. Пример, лимонот ги фрла листијата и заостанува во развој, што тоа не треба да се дозволува. Некои зимзелени растенија се држат во светли места на температура малку над нулата. Такви се ловоровото, тоест дафиновото дрво, лавровишнијата и други.
гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.